Ова е невистинито. Вежбањето може да помогне при симптомите и да ја подобри рамнотежата и силата. Овој мит е широко распространет. Едно време експертите веруваа дека физичката активност ќе ја влоши мултиплата склероза. Но денес лекарите знаат дека одржувањето на физичката активност е еден од најдобрите начини да лицата со МС останат здрави и да ја превенираат инвалидноста. Вежбањето треба да се смета за безбедно и ефикасно средство за рехабилитација кај пациентите со МС. Доказите покажуваат дека контролирана и индивидуализирана програма за вежбање може да ја подобри кондицијата, функционалниот капацитет и квалитетот на живот, како и модифицирачките нарушувања кај пациентите со МС. Доктор Девон Конвеј, невролог во Кливленд САД, ги охрабрува своите пациенти со МС редовно да вежбаат. Мета-анализа, објавена во март 2020 година во BMC Neurology, покажа дека редовното вежбање значително го намалува заморот кај лицата со МС. Авторите заклучија дека редовната рутина на вежбање е силно препорачена како дел од севкупната програма за управување со МС. Минатата година, National Multiple Sclerosis Society во соработка со тим од експерти објави се опфатен водиш за физичка активност за луѓе со МС. Меѓу другите препораки тие пишуваат: здравствените работници треба да препорачуваат најмалку 150 минути вежбање секоја недела или најмалку 150 минути физичка активност секоја недела. Напредокот кон овие цели треба да биде постепен, врз основа на способностите, преференциите и безбедноста на лицето.